Добро вечер. Трет дневник на К3 телевизија. Денеска во Куманово директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски оствари заедничка средба со работодавачите и граѓаните. По тој повод тој е наш денешен гост во студиото. А ова се останатите содржини. Вице-премиерот Владимир Пешевски на реномираниот интернационален собир за туризмот ги презентира туристичките капацитети на Македонија. Атмосфера во пресрет на 8 март. Канадската полиција уапси 3 лица поради потенцијална закана на трговски центар. Манчестер Сити со мега понуда за Адем Љаич. Во рамки на отворените денови низ центрите за вработување ширум Македонија, денеска во Куманово на заедничка средба со работодавачите, невработените и сите граѓани кои имаат некаков проблем, се сретна директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Деталите од следниот прилог. Агенцијата за вработување на Република Македонија заедно во соработка со центрите низ градовите спроведува акција Отворени денови со центрите за вработување. Работодавачи и невработени граѓани кои имаат проблеми побара одговор на денешната средба од директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Поповски истакна дека ваквите средби се одржуваат 4-та година поред за да се слушнат проблемите, да се информираат сите заинтересирани со активните мерки и програми за вработување кои ги реализира Агенцијата за вработување. Ова е една од годинишните средби што ги имам како директор на агенција со невработените лица, заинтересираните за нашите проекти, за нашите активни мерки, да ги видиме проблемите кои се на локално ниво, да видиме што може да решиме, да помогнеме, да дадеме насоки како да се помогне на луѓето, едноставно да ги сослушаме сите граѓани, бидејќи критиката секогаш е најдобра во институциите, бидејќи така се решаваат проблемите кои што постојат кај граѓаните. Јас ова го правам веќе 4-та година поред, значи имам отворени денови секоја година во овој период од годината. Веќе во другиот дел од годината имаме сајми за вработени, каде што така се среќаваме со невработени лица и им помагаме за она што е најбитно, односно до иднина, до вработување и можност за заработка. Моме Стојановски е поранешен вработен во Житомел кој по стечајот на фирмата, тој и поголем број на вработени од фирмата имаат нерешен статус, ниту пак можат да се пријават во Агенцијата за вработување. Вработени сме во АД Житомел. АД Житомел влегува во стечај во 2005 година. Од 2005 година се пререгистрира во фирма во Доел и во Доел фирмата во Доел се затвора во 2014 на 14.11.2014 се брише фирмата од Централниот регистар. Во таа фирма, тренутно во тоа време се наоѓа 42 вработени, на тие 42 вработени статусот не им се решава на никаков начин. Бараме сега од Агенцијата за вработување, од стечајниот управник, од судот во Велес да најде некој начин да ни го реши статусот. Освен за проблемите кои ги имаат невработените лица, на средбата беа представени и мерките за вработување кои веќе постојат и кои допрва ќе треба да се реализираат. Како што најавивме на самиот почеток, гост во студиото е директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Разговорот го води Виолета Зафировска. Добре дојде велам на Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување, со кој денеска ќе поразговараме за актуелните мерки и мерките кои што допрва ќе следуваат. Господине Поповски, добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро најдов. За почеток, во тек е мерката за самовработување, кој што се покажа како една од најефикасните. Што конкретно значи оваа програма, која е нејзината цел и колку лица ќе бидат опфатени? Точно така, значи програмата за самовработување е една од програмите кои што даваат многу видливи резултати, кои што се движат над 70% успешност на бизнисите и негде на 80% вработливост на оние што ги згаснале нивните бизниси. Програмата трае од 2007 година, низ годините се менуваше, се диференцираше, така да оваа година имаме 900 нови бизниси ќе отвориме и 40 дополнителни вработувања во овие нови бизниси, бидејќи 40 најдобри бизниси ќе добијат поштедно вработување. Воедно за оние бизниси кои што се ќе бидат иновативни, производствени и бизниси кои што ќе значат добра иднина за самиот собственик, значи самовработеното лице, ќе може да добијат и до 240.000 денари грант, односно помош за отварање на тој бизнис. Така да 32 бизниси ќе добијат дополнителни средства.
Инаку самата програма е програма која што тече од 2007 година. Програмата започнува со апликација на невработеното лице кој што треба да биде најмалку еден ден невработено пред самиот оглас кој што го објавуваме. И 60%, значи од овие 900 нови бизниси ќе бидат остварени со првиот оглас кој што тече моментално и ќе имаме втор оглас некаде во април месец каде што 40% дополнително ќе бидат искористени, значи до 900 вработувања. Инаку оваа мерка до сега дава соодветни резултати кои што се мерат низ бројки, кои што се видливи, кои што можеме да ги покажеме во секој момент. Но морам да кажам дека мерката не само што дава средства, дава и знаење. Затоа што пред да го доделиме грантот, ние имаме една серија на 4-дневна обука во која што невработените лица се запознаваат со бизнис, со маркетинг, планирање, сметководство и така натака. Така да не е само нешто што ќе го дадеме, еве 3000 евра неповратни, ќе ве заглавиме, ќе отворите бизнис и ќе пропаднете. Напротив, сакаме да ги избереме најдобрите, оние што не се спремни моментално да ги одвратиме од таа идеја, да дадат наредната година да аплицираат во април, со тоа што ќе бидат квалитетни бизнисмени, односно нема да пропадне ни од бизнис. Самата мерка си ги дава своите резултати преку секој облик. Бидејќи доста од тие бизниси кои сме ги формирали од 2007 година не се веќе само едно лице, него некои се бројат и во десетици ново вработени лица во овие бизниси. Што опфаќа финансиската поддршка? Финансиската поддршка пред се не е во готовина, значи не е во кеш пари, туку е во репроматеријали и опрема за отпочнување на самиот бизнис. Така да самото лице кое ќе го добие, значи ќе биде одобрено, достава до кај нас фактура за оние средства што ги има наведено во бизнис планот дека треба да ги набави за да го отпочне бизнисот. Ние преку нашите соработници UNDP ги реализираме набавката на овие средства и им го даваме лицата за отпочнување на самиот бизнис. Но морам да кажам дека многу од лицата се погрешно наведени од некои лица кога ќе аплицираат дека може да набават што сакаат. Напротив, не е така. Имаме неколку гранки од бизнисите кои што не ги финансираат. Значи земјоделие не го финансираме и не финансираме други услужни дејности како што се маркети и така натака. Значи во кои што немаме соодветно видливост како ќе се движи бизнисот. Колку средства од државниот буџет ќе бидат одделени за оваа година? Па за оваа година ќе бидат одделени околу 3 милиони евра за отварање на овие бизниси, со тоа што ние даваме средства и за самата обука и за избор на ментор кој што ќе им помогне на лицата да го направат бизнис планот, бидејќи еден совршен бизнис план не се прави самостојно, кој што прв пат почнува со правење на бизнис план, туку после селекцијата од обуката за неговиот бизнис план ако биде соодветен, ќе може да се избере едно од експертите кои што ги нуди Агенција за претприемаштво на Република Македонија, на нивниот вебсајт има контакти од тие лица и се бираат еден експерт кој што ќе им помогне на ова лице да го изработи бизнис планот. Со какви податоци располага Агенцијата за вработување, односно во кои области најмногу се отвараат бизниси? Па не може да кажеме дека некоја област предвича, буквално сите. Процентот на учество е некаде секогаш 10 до 15% од дејност. Така, тука сме порано финансиравме земјоделие, финансиравме мали бизниси, маркети, таксисти од оваа година не финансираме бидејќи за да биде таксист треба да има лиценца, а тоа не може да гарантира ниту една општина дека ќе му додели лиценца на ова лице. Потоа преработувачка, иновативни, доста имаме бизниси кои што биле како идеја и иновација на самите апликанти, сега се успешни бизнисмени кои што се реализираат својот сон. Значи буквално нема некаде кај што предничи, тука се некаде сите сразмерно соодветни. Колку проценти од отворените фирми активно работат, профитабилно работат, односно навремено ги подмируваат своите обврски? Па така, ние имаме нека математика, значи заедно со Министерството за Женици на труд направивме едно мерење на успешноста на бизнисите и дојдовме до една бројка од над 73% живи компании кои што работат, остваруваат профит, соработуваат некаде до 2013 година отворените компании. За 2014 се уште рано да кажеме што и да е, бидејќи се формирани пред неколку месеци, некаде до пола година највеќе е најстарата фирма, си уште рано да кажеме дека таа фирма е успешна или неуспешна. Но со оние податоци што располагаме во 2013 година некаде над 73% живи компании и над 80% вработливост на оние што аплицирале на мерката и што добиле средства. Значи иако затвориле својата компанија во минатото, тие не се невработени, туку се вработени лица. Што кога фирмата ќе замине во стечај, односно како лицето гарантира дека заемот кој што му го дава Агенцијата за вработување тој ќе го врати? Вака, тоа пред се е грант. Значи грант кој што е неповратен, но доколку лицето е затвори компанијата првата година или пак втората година од постоењето на компанијата, има обврски, односно консеквенции кон агенцијата и кон државата.
Значи треба да врати првата година 80% од грантот, а втората година 60% од грантот. За да не се случи ова, ние направивме измени во нашата оперативна програма, каде што ги следиме компанијата од прв ден. Ако во наредните 5 месеци, значи на 5-тиот месец, видиме дека не ги плаќа врските кон државата, не плаќа даноци, не плаќа придонеси, знаеме дека таа фирма нема да работи и веднаш пристапуваме кон активација на нашите законски легални средства кои што ги имаме. Со тоа што до нас што го имаме откако сме ја вовеле оваа категорија, значи на контрола, немаме такви проблеми. Така да правиме соодветен избор на квалитетни бизнис планови, нема пропаѓање. Значи дури да пропадне, тоа се 1 до 2% од вкупниот број на компании. Колку жените веруваат на оваа програма и се одлучуваат, дали се самоуверени да започнат со свој бизнис? Па да, над 35% од жените се учесници во Америка, зависно од година во година, во некои години се движат и до 50%, но некаде простекот за вкупниот тотал е некаде 34% од нив се жени кои што учествувале, работат и се уште остваруваат бизнеси, односно остваруваат приходи за себе и за своето семејство. Што друго може да очекуваме од Агенцијата за вработување во 2015 што ќе понуди на прецена младата популација за да се намали невработеноста во Македонија? Па за оваа година за прв пат направивме една поделба на мерките во оперативниот план за активни мерки и програми, каде што дадовме минимум 30% учество на младите во мерките. Со тоа што вкупниот тотал на мерката, кој е 476, најмалку 150 и нешто лица ќе бидат млади до 29 годишна возраст. Така да, покрај мерката за слободување од придонеси на лица кои ќе бидат вработени од компаниите до 29 годишна возраст, имаме можност во секоја од мерките минимум 30% загарантирани за нив. Значи тоа е прагот. А нагоре ако направиме дека над 50% биле младите, уште поголем успех. Но мора да напоменам дека не се само младите. Значи ние во оперативна банка фаќаме сите категории на вработени. И постари од 55, и социјалци, и жени жртви на семејно насилство, и деца без родители, и родители со 3-4 деца, самохрани родители. Значи да не се извинувам ако не набрам нека категориите, но буквално нема категорија што е исклучена од оперативниот план. Но некои мерки се наменети само за една категорија, други за друга категорија, но класично буквално сите се вклучени кои што се активни барачи на работа. Ви благодарам што одвоите време и бевте гостин во дневникот на К3 телевизија. Благодарам за поканата, сум секогаш расположен да ги објасним сите мерки кои што постојат во агенцијата. Ние продолжуваме понатаму со останатите содржини од дневникот. Во контекст на оваа тема, во Куманово има стопанственик од областа на текстилната индустрија кој користи субвенција од државата, но на посебен начин. Впрочем, тој подучен од европските стандарди ги обучува младите кадри со субвенционирани средства. Во таа насока резултатите не изостануваат. Напротив, се зголемува интересот кај младите во областа на текстилното производство. Габриела Димковиќ го подготви прилогот. Полека се враќа интересот за вработување во текстилната индустрија. За тоа позитивен пример е фабриката Босут, која брои 200 работници во Куманово и околу 70 во погонот во Ранковце. Факт е дека меѓу младите не е популарна работата на машина, но во овој погон има постојана обука на нови работници, а со многу работа и пред се мотивација може и да се напредува во кариерата. Во почетокот бев вработена на обука, потоа бев како работник нормално си наставив да работам, па работев на поспецијални машини, поспецијални операции, се понатаму се разбира и денес сум тоа што сум во оваа фирма како контрола. Државата им помага на бизнисмените со субвенционирани обуки и вработувања. 20 на млади посетуваат обука за работа кои подоцна може и да останат во оваа фабрика ако пројават интерес. Сопственикот најавува проширување на капацитетите до крајот на годината и нови вработувања. Во ова соработката со заводот гледаме да го подладиме на кадрот за да можеме да имаме секојаш да бидеме спремни за нови предизвици. Ние како компанија работиме секојаш во секој ова сега момент имаме млади луѓе да обучуваме, имаме отворен конкурс и за технолози во секој момент. За некои работата во конфекција е ин, за некои е предизвик, но пред се заработувачка, затоа што меѓу оние кои посетуваат обука, има кои со години чекале вработување во соодветната струка. Денеска ми е задачата да ги направам овие рукави. Иначе машината се вика Овролук. Веќе една година сум во оваа фирма, работам, значи тука бев на обука 3 месеци, значи ми заврши обуката и потоа ме прими овдека на работа. Задоволна сум. Првин 10 години после моето образование, потоа 2. По струка правен техничар. И не е лесно да се најде работа, нели? Не е лесно.
Како тече? Одлично. Најважно е обучувањето, праксата и мотивацијата, сметаат од овој сектор. Во текстилната индустрија секогаш недостигаат млади, професионални и обучени кадри. Меѓутоа, оваа струка е се уште непопуларна меѓу нив. За ово говори и бројката на само 20 запишани во текстилното училиште во Куманово, а минатата година немаше ниту еден пријавен. Со соработка помеѓу стручните училишта и фабриките по пример на европските држави ќе се надмине недостигот од кадри во текстилната индустрија. Во наредниот период од оваа гранка ќе бидат потребни над 5000 работници поради фактот што наскоро во индустриската зона Ранковце започнува да се гради фабриката Веибо. 8 март е меѓународен ден на жената, кој се помалку се прославува во развиените земји во светот, а се уште го одбележува токму оние земји во кои жените на сите полиња не се равноправни со мажите. Символичното одбележување на овој празник доаѓа од потребата барем еден ден во годината на жените да им биде посветено внимание какво што заслужуваат секојдневно. 8 март е повод жените барем еден ден да заборават на секојдневните домашни и работни обврски, да оделат малку време и за себе и да го прослават денот на жената во некој ресторан или пак да заминат на 8-мартовско патување. Ќе одам во Италија. 3 ноќи. Голем е интерес во Куманово, посебно нашите припаднички од поднежен пол сакаат да патуваат. Така да највеќе се заинтересирани, да кажам, за дестинации во соседните земји, но исто така голема има заинтересираност за Азурен брег, дворци на Баварија и Фиренца. Неизоставен дел од празникот се подароците за саканите и блиски личности. Сопруга, мајка, наставничка. За кого и да се работи, цвеќето секогаш е вистинскиот подарок. По некој се одведен поглон, цвеќе секако. По повод празникот на жената, 8 март, нашата цвеќара Гарден има голем асортиман на цвеќиња, како што е саксиско, салонско цвеќе, свежи, разни украси, икебани и голем број на рози во сите бои. Најголема побарувачка за празникот 8 март има за замија, циклама, бегонија и рози во сите бои. Помладите кумановци пак подароците за своите сакани главно ги бираат во некоја од градските парфимерии. Празнична атмосфера има. Највеќе се продава, значи парфемите за 8 март, денот на жената. Доаѓаат повеќе сега мажи, купуваат, расположени сме, има повеќе работа. Да, парфемерија Леди има голем асортиман, од поевтино до најскапо, али парфемите се најпродавани. Се може да биде убаво ако подарно со насмевка. 8 март е меѓународен ден на жената, кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Меѓутоа во светот се поретко се прославува овој ден, а во земјите во кои се одбележува, меѓу кои е и Македонија, празникот има само символичен статус и нема политички конотации. Владина делегација, предводена од вице-премиерот Владимир Пешевски, учествува на најреномираниот и најголем интернационален собир на инвеститори во туризмот, што се одржува во Берлин. Денеска и утре Македонија ги презентира своите туристички капацитети и потенцијали на полето на културниот, рекреативниот и руралниот туризам пред светски познати хотелски брендови. Македонија во Берлин ги презентира своите природни, инфраструктурни, културни и административни капацитети пред најпознатите светски хотелски ланци. Денеска на специјална сесија на која беа презентирани условите за инвестирање во Македонија, учествуваа заменик министерот за економија Христијан Делев и директорот на Агенцијата за туризам Кристијан Джамбазовски, кои што пред организаторите ги представија можностите за инвестирање и придобивките кои што ги имаат инвеститорите во оваа гранка, јави дописникот на МИА од Берлин. Пред американски консултанти кои соработуваат со над 50.000 представници на компании од областа на туризмот, Македонија ги представи своите услови за инвестиции кои што содржат мерки како што се низок данок од само 5% данок на приходи од туризам, со субвенциите за странски туристи и за авиокомпании, подршка при инфраструктурни зафати за потребите на инвеститорите и специјалните туристички развојни зони. На форумот македонската делегација се сретна со менаџментот на една од водечките светски хотелски компании Интерконтинентал, кои што се заинтересирале за можностите кои што ги дава Македонија во областа на туризмот. На 18-тиот форум за хотелски инвестиции присуствуваат и компании што имаат годишен приход од десетици милиарди евра.
Од денеска па до 6 март, подпредседателот на Собранието на Република Македонија, Антонио Милошевски, ќе учествува на интерпарламентарната конференција во Летонија, која ќе се одржи во рамките на летонското председателство во Европската унија. Подпредседателот на Собранието на Република Македонија и председател на Комисијата за надворешна политика Антонио Милошевски во период од 4 до 6 март во Рига во Летонија ќе учествува на интерпарламентарна конференција за заедничка надворешна, безбедносна и одбранбена политика која ќе се одржи во рамки на летонското председателство во Европска унија. На конференцијата ќе се зборува за приоритетите и стратегиите во областа на заедничката надворешна безбедносна и одбранбена политика на Европската унија, како и за политиката на добрососедството и источното партнерство на Европска унија. Меѓу бројните учесници на конференцијата ќе учествуваат високи представници од земјите членки на Европска унија. Заврши и петиот циклус од проектот Домашна визита, кој беше во организација на Министерството за здравство. Овој проект ги офати постарите лица од цела Македонија. Вкупно 19.555 лица се посетени. Во изминатите 4 месеци Министерството за здравство го спроведуваше петиот циклус од проектот Домашна визита. Заврши проектот од 19.555 лица се посетени низ цела Македонија. Овој пети циклус ги офати категориите на повозрастните лица, и тоа мажи на 75 години, а жени над 80 години. Со овој проект се овозможува превентивни прегледи за лица за кои посетата на најблиската амбуланта им е отежната поради природата на болеста, така што патронажните тимови ги посетуваат тие лица во нивните домови по претходна телефонска најава. Медицинските тимови вршат мерење на нивото на крвниот притисок, нивото на гликемија, холестерол, а даваат и совети за здрава храна, практикување на физичка активност, како и редовни здравствени контроли. Македонското знаме на 7-метарски јарбол беше кренато на градските гробишта во Куманово и со звуците на војничка труба се одбележа 14 годишнината од загинувањето на Дејан Јакимовски, припадник на АРМ, кој што загина во војната во 2001 година. Во негова чест присутните положија свежо цвеќе. Повеќе детали од Маја Денчевска. Денеска Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, заедно со Општинската организација на резервни офицери на Република Македонија од Куманово, ја одбележаа 14 годишнината од загинувањето на херојот Дејан Јакимовски. Ова активност е за да не се заборави делото, како и се она што нашите бранители го направија за Македонија, особено за време на конфликтот од 2001 година, вели професор Ѓорѓи Малковски. Ово одбележување што ние денеска го правиме на еден многу практичен начин, со оглед на тоа што често пати размислуваме како и на кој начин да им дадеме чест на овие наши бранители. Единствениот начин и единственото што можеме да го направиме и да биде вечно во сеќавање, тоа е кревење на нашето знаме. Се крева знамето затоа што тие луѓе се бореа под ова знаме, го носеа цело време на својата униформа знаме, а еве судбината сакала денеска и нашиот херој Јакимовски да почива под ова знаме, и на тој начин ја користам оваа прилика, нека му е вечна слава и нека почива во мир. На 4 март 2001 година во рејонот на селото Танушевци, каде што се одвиваа вооружените дејствија на припадниците на безбедносните сили против вооружени екстремистички паравоени формации, згаснаа младите животи на чуварите на мирот и слободата на Македонија, меѓу кои на Дејан Јакимовски, додава Синиша Богдановски. Беше врвен професионалец, гордост на македонската армија. Сега, кога повеќе те нема во војничкиот строј и кога се поклонуваме пред твоите херојски подвизи, чувствуваме уште поголема обврска да продолжиме по патот по кој чекореше, патот на големите патриоти, кои ја сакаа својата земја од се срце и на кои ја служеше со гордост. Душан Крстич во чест на загинатиот војник прочита творба. Исто така беа доделени благодарници на фамилијата, се изврши кревање на македонското знаме на 7-метарски јарбол со звуците на војничката труба. Свежо цвеќе положија представници од општината, резервните офицери од армијата на Република Македонија од Здружената оперативна команда, прва механизирана пешадиска бригада, Сдружение на полициски инвалиди од МВР Куманово, од Средното училиште Перо Наков и останати присутни.
Во Кумановско-Соговската епархија нема да се зголемат цените за верските обреди, ќе останат истите. Во другите епархии низ Македонија за 5% се качени цените за венчавка, крштевка и погреб од страна на Македонската православна црква. И покрај тоа што Македонската православна црква од неодамна од 500.000 денари ги покачи цените за верските обреди, за крштевка, венчавка и погреб, во Куманово остануваат старите цени. Од МПЦ велат дека покачувањето на цената е од економски причини. Кај нас такви промени нема, значи зборувам во име на Кумановско-Соговска епархија, никакви промени се немаат случајно во тој однос на тие донации, милостињи, како да ги кажам, кои што верниот народ ги дава за својата црква за да може да постои на овие простори. Граѓаните на Куманово и покрај тоа што во нивниот град не се качени цените, туку останале старите, остро реагираат на оваа одлука донесена од страна на Македонската православна црква. И јас исто не го поддржувам тој пред. Сметам дека цените се превисоки и досега. А со покачување мислам дека уште помалку луѓе ќе користат тие услуги. Не треба да се покачува, треба да се намалат луѓето да одат у цркви, а не да ги мава, да ги бркаат луѓето. Сметате дека со покачувањето се намалува? Сметам дека стандардот на луѓето не можат месец да излезат крај со крај, а ова треба верата да си постои и да се одржува и да бидат и символични цените сите да одат. Па и правилно е да не ги покачува како ќе ги покачува. Во некои градови низ Македонија новите цени почнаа да се применуваат, а во помалите градови се уште важат оние стари цени поради лошата економска ситуација на тамошните жители. Секоја сума која што ќе дојде, од неа се одвојува еден голем дел за трошковите кои што ги имаме, струја, вода. Вие знаете за една куќа, па колку треба да се даде, а замислете објекти не се малку. Се плаќа персоналот кој што е вработен, осигурување нивно, пензиско, здравствено. Она што верниците му го даваат на свештеникот е доброволна награда. Тоа значи дека свештеникот е должен да изврши тајната и во случај верникот да нема ниту денар да плати. Јас гарантирам дека никој не бил вратен, јас барем од како што сум тука, не бил вратен нити ќе биде вратен. Сите тие суми се дадени доброволно ако има некој да ги даде. Нашата должност секогаш ќе биде до крај она што го бараат луѓето како молитва да им го дадеме. Новите цени за верски обреди во другите епархии се за крштевка 4000 денари, венчавка со еден свештеник 6000 денари, венчавка со два свештеника 7000 денари и погреб 3000 денари. Територијалната единица за противпожарна заштита на Крива Паланка во изминатите 2 месеци извршила десетина интервенции на подрачјето на градот и околината. Во поголем дел од нив станува збор за пожари предизвикани од неисчистени димоводни канали. Наедно, одговорните апелираат да не се пали сметот од пролетното чистење на земјоделските површини. Вкупно 10 пожари се локализирани на подрачјето на Крива Паланка во текот на месеците јануари и февруари. 4 од нив со причината материјална штета од над 12.000 денари, додека останатите се со штети од помали размери, информираше командирот на територијалната противпожарна единица на Крива Паланка Иле Коцевски. Во текот на 2015 година, во месеците јануар и февруар, вкупно има 10 интервенции и тоа 5 во јануари, 5 во февруари месец, со тоа што од тие 10 интервенции 4 се пожари со поголема материјална штета над 12.000 денари, значи над 200 евра, додека останатите се со значителна помала материјална штета од 10.000 денара. Споредбено статистички со минатата 2014 година, тука е. Значи, 2014 јануар сме имале 4, февруар 5, вкупно 9. Така да оваа година доаѓа бројката до 10. Причина за повеќето пожари се неисчистените оџаци во домовите каде се затоплуваат со печки на дрва, со оглед дека во тек е грејната сезона. Еве сега завршува грејната сезона, значи во изминативе месеци јануар и февруар. Карактеристично е тоа што еве на некои поради нечистењето на димоводните канали, поточно оџаците, доаѓа до палење, односно до поголеми материјални штети. Со почетокот на сезоната на пролетното чистење на земјоделските површини и палењето на собраниот смет се јавува опасност од можни пожари за кои повозрасните граѓани не се свесни, нагласи Коцевски.
Видиме дека тие луѓе кои што ги обработуваат таму се повозрасни лица, кои што и нивната здравствена состојба и со текот на годините и работоспособност им е намалена, мислејќи дека ќе може да го контролираат огнот, за кратко време им излегува од контрола и прават огромни штети. Според податоците од претходните години, во месец април, кога и се спроведуваат ваквите акции за чистење и палење на сметот, имало од 20 до 25 интервенции на противпожарната служба. Да не вршат палење на сметот, бидејќи со тоа може да се доведат во опасност и да си го загрозат својот собствен живот. Со тоа што ќе покушат прво да тие да го локализираат и да го изгаснат пожарот, и кога тој ќе им избега од контрола, веќе за кратко време ќе се створи некоја голема површина, која што најверојатно и ќе бидат оштетени многу млади дрвца, многу родни дрвца, кои што ете на некој начин од самиот пожар ќе им треба после подолг период за нивно опорување. Некои дури може да бидат и трајно оштетени. Кривопаланичките пожарникари, освен подготвеност за гасење на пожари и спасување на животот и имотот на граѓаните, константно работат на преглед, сервисирање и одржување на опремата. Канадската полиција уапси 3 лица поради потенцијална закана за трговски центар во близина на пристанишниот град Халифакс. Специјалниот известувач за човекови права на палестинските територии Макарим Вобосоно го повика Израел да го истражи убиството на повеќе од 1500 палестински цивили. Еден патнички авион ја променил својата маршрута на летање, а друг задоцнил со полетувањето заради појава на руските бомбардери во близина на воздушниот простор на Ирска. Ова се настаните од светот. Канадската полиција уапси 3 лица поради потенцијалната закана за трговски центар во близина на пристанишниот град Халифакс, каде е сместена Атлантската поморска флота. Полицијата интервенирала брзо во трговскиот центар и го затвори на цел ден, иако истражните органи по истрагата објавија дека не успеале да потврдат постоење на безбедносна закана. Акцијата доаѓа откако минатиот месец безбедносните сили ги предупредија потрошувачите во Канада, САД и Велика Британија да бидат внимателни откако милитантна група Шебаб, поврзана со Ал-Каеда, објави видео во кое повикува на напади на западни трговски центри. Специјалниот известувач за човекови права на палестинските територии Макарим Вобосоно го повика Израел да го истражи убиството на повеќе од 1500 палестински цивили, од кои 1/3 се деца за време на војната во појасот Газа минатото лето. Тој побара од Израел да ги објави резултатите од истрагата. Вибосоно, кој е поранешен амбасадор на Индонезија, го објави првиот извештај на Советот за човекови права на Обединетите нации, откако стана специјален известувач за човековите права на палестинските територии. За време на 50-дневната војна се убиени 2256 палестинци, од кои 1563 цивили и 538 деца. На израелската страна загинаа 66 војници и 5 цивили, изјави Вибосоно. Еден патнички авион ја променил својата маршрута на летање, а друг затоцнал со полетувањето заради појавата на руски бомбардери во близина на воздушниот простор на Ирска, соопштија ирските воздухопловни власти цитирани од руски медиуми. Полетувањето на авионот од Даблин беше одложено заради активност на руската воена авиација во воздушниот простор што е под контрола на Велика Британија. Маршрутата на авионот што веќе го почнал својот лет беше смената за да не ги пресече маршрутите на руските воени авиони, се наведува во сопштенијето, пренесува БТА. Меѓународен спорт. Горан Пандев ќе се пресели во Дженова. Како и да е, претходно одличен впечаток остава во редовите на Галатасарај. Македонскиот интернационалец продолжува да ги тресе мрежите во Купот на Турција. Горан Пандев повторно искористи укажаната доверба од тренерот на турскиот клуб Галатасарај и со 2 гола беше еден од најзаслужните за победата на неговиот тим од 4-0 против Манисаспор во рамките од четвртфиналето на Купот на Турција. Струмичанецот единствено во ова надпреварување добива шанса од тренерот Хамза Хамзаоглу и максимално ја искористува секоја минута. Македонецот беше стрелец на третиот и четвртиот гол за Галатасарај во 68-та и во 88-та минута, а претходно погоди Джемаили, а еден гол беше дело на Чолак кој погоди од пенал. Со овие 2 гола Пандев стигна до 7 погодоци во Купот на Турција и се наоѓа на второто место на листата на стрелците во ова надпреварување. Со оваа победа Галатасарај обезбеди комотна предност пред реваншот на гостински терен
кој ќе се игра на 8 април. Адем Лјајич од надпревар во надпревар станува еден од главните играчи и стрелци на Рома. Токму игрите и головите на повремениот фудбалски репрезентативец на Србија беа доволни за богати понуди, имено како што пренесува британскиот Сан, офанзивниот фудбалер од средниот ред на Волчицата е примарна цел на Манчестер Сити. Граѓаните наводно се подготвени за 23-годишниот поранешен фудбалер на Партизан и Фиорентина на Рома да и понудат 35 милиони евра во текот на престојниот летен период. Предходно, римјаните Лјајич го доведоа летот од 2013 година од Виола за 12 милиони евра. Оваа сезона србинот постигна 8 погодоци во серија и 1 во Лигата на Европа, во четвртокот на надпреварот против Фејенорд во Ротердам. Кошаркарите на Атланта остварија нова важна победа во борбата за првата позиција во плејофот, откако ноќеска пред своите навивачи го победија Хјустон со 104-96. Во финишот на првиот дел Хјустон имаше водство од 57-39, но Атланта со тројката на најефикасниот Джеф Тик со 29 поени на 4,24 минути до крајот победе со 91-90. Во редовите на Хјустон поради казна еден надпревар не настапи Џејмс Харден, иако беше најавено дека поради повреда нема да игра. Перо Антич беше во составот, одигра без малку 15 минути и постигна 3 поени. Македонскиот центар воедно запиша 2 асистенции и 2 скока. На другите НБА дуели победија Сакраменто, Шарлот, Кливленд, Чикаго, Јута и Денвер. Кошаркарите на Куманово по паузата ги продолжуваат настапите во домашното првенство и Балканската Бибел лига. За таа цел екипата напорно работи во пресрет на важните обврски кои допрва следуваат. Екипата се уште не е комплетна, бидејќи на повреда се жали Младеновиќ, но предвидувањата се дека во најскоро време ќе се опорави. Кошаркарите на Куманово по 7-дневната пауза повторно се враќаат на секојдневните обврски. По неуспехот во купот, екипата продолжува да се бори на 2 фронта во домашното првенство и Бибел лигата. Во пресет на денешниот важен напревар во Квадраци против екипата на Фени Индустри, премиерот Александар Костовски рече дека се работи за добра екипа, а патот до победата води преку голем ангажман на целата екипа. Екипата на Фени има неколку нови засилувања, доста променет состав. Главниот играч, да кажам, во првиот дел што беше во Фени Индустри, сега е кај нас, така да најверојатно е направила некоја нова игра, нова тактика на таа екипа. Сакам да напоменам дека првиот надпревар што играме во Куманово беше една од нашите најдобри такмици на домашен терен против Ниф и се надевам дека со добро скаутирање дека ќе успееме и таму да дојдеме до многу важен триумф што ќе ни користи и во овој дел од шампионатот, а и многу понатаму во Суперлигата, во наша цел што имаме да влеземе во тие 4. Кошаркарите на Куманово имаат право за оптимизам, затоа што екипата е добро покриена на сите позиции со познати кошаркари од дома и странство. Дали ќе успеат во борбата на двата фронта, времето ќе покаже. Да се надеваме дека кумановци имаат сила за такво нешто. Машката ракометна екипа на Куманово во изминатиот период се соочуваше со голем број проблеми, кои за малку можеа да го однесат клубот во состојба од која тешко ќе се вратеше. За да не се случи срамот и да се извалка угледот на екипата, неколку добронамерници, љубители на овој спорт, прискокнаа во помош и до некаде ја средија состојбата. Екипата на Катри беше во посета на клубот на Куманово. Младата ракометна екипа на Куманово продолжува со интензивните тренинзи во пресет на стартот на младинското првенство закажано за време на овој викенд. Многуте турбуленции во изминатиот период придонесоа Куманово да се најде во речиси безизедна состојба. Сепак, благодарејќи на неколкумината ентузијасти кои се нафатија да работат волонтерски, состојбата сега значително е подобрена. Тренерот Антонио Ивановски заедно со својот соработник Горан Миладиновски со оптимистички размислувања за перспективите на екипата. Овдека моментално тренираат младинска екипа и играчи кои немаат право да настапуваат во младинска лига. Екипата не се надпреварува во прва македонска лига или суперлига од знаени причини. Младинската екипа само настапува уште оваа пролет, од есен треба да почнеме да настапуваме во сениорска лига. Овие млади ракометари што ги гледате овде на тренинг се желни за ракомет, сите се тука соберени. Сакаме повторно да го вратиме ракометот онаму каде што му припаѓаше, каде што со долги години беше во Куманово. Се надевам дека за кратко време ќе успееме, бидејќи се што ова што гледате овде на терен е од нашиот град. Младите перспективни ракометари Клековски и Цветковски велат, екипата работи напорно и на добар пат е да успее. Се надевам и ние дека ќе направиме некои подобри резултати од
минатата полусезона. Се надевам дека ќе изиграме исто така добри надпревари. Има лесни, има тешки противници. Мислам дека ќе направиме некоја победа. По атмосферата е супер, сите си имаат, како да кажам, сите имаат волја, сите доаѓаат на тренинзи, тренираат максимално. Оваа сезона се напреваруваме во младинска конкуренција само. Така ни беше дозволено од општината со напори во првиот дел од сезоната. Успеавме да ја доиграме и сега под ново водство со тренерот Антонио Ивановски и со другиот дел од управата. Почнавме да играме оваа сезона, па ќе видиме каде. Имаме првично да ги изиграме надпреварите, па ќе видиме од наредната сезона со подобри амбиции во првата лига. Во секој случај Куманово не треба да се грижи за еднината на машкиот ракомет и во овој момент има таленти кои со добра работа во наредните години може да го вратат некогашниот сјај на ракометот, како што рече тренерот Антони Ивановски. Да се надеваме дека прогнозата ќе биде остварена. Времето денес сончево и студено со слаб ветер од променлив правец. Следува метео. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и останете со програмата на К3.